Сега од мундијалски разговори посветени на актуелното светско фудбалско првенство, кое што периодот се одржува во Русија. На Екипа ТВ го продолжуваме со селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Игор Ангеловски. Добро дојдовте и ви благодариме што ја прифативте поканата. Интензивно го следите светското првенство. Што досега ви остави најголем впечаток во позитивна и во негативна смисла? Најпрво уште еднаш благодарам на поканата. Морам да кажам дека ова светско првенство во позитивна смисла, кога ги погледнал, ми остави репрезентацијата на Хрватска, која вчера ја декласираше една репрезентација како Аргентина, но и на претходниот меч доминира и убедливо и рутиниран Славија со тоа што покажа дека имаат сила и моќ да стигнат далеко на светско првенство. Друга позитивна работа е, односно репрезентација која ми остави одличен впечаток, репрезентацијата на Мексико, која против актуелниот светски првак покажа и тактичка, но и секаква зрелост и способност да се протистави со најквалитетните репрезентации, како што беше типот на Германија, и очекувам и од нив да имаат свои добри моменти и да стигнат барем до четвртфиналето на ова светско првенство. Од друга страна, негативно, секако, репрезентацијата на Аргентина, од која сите очекувавме да биде во многу подобро издание од оно што го видовме на овие два надпревари. Тука исто така би кажал дека е и репрезентацијата на Германија, актуелен светски првак, но со оно што го прикажа на надпреварот со Мексико далеко од таа нивна врвна форма, но германците, за разлика од аргентинците, имаат уште еден надпревар, против еден надпревар повеќе, каде што може да го надополнат во второто. Како фудбал гледаме досега? Ве изненадили нешто? Ви оставили посебен впечаток квалитетот, иновативноста? Што посебно ви остави впечаток? Па не би рекол дека е нешто поспектакуларно и поразлично, ќе го земеме последното европско првенство, бидејќи таму голем дел од учесниците се на светско, заедно со останатите светски селекции. Мислам дека нема некои посебни промени во начинот на фудбалската игра. Она што можам да го издаваме е тоа што уште повеќе се доближи квалитетот помеѓу така наречените послави селекции со оние фаворити што важат пред надпреварот, така да веќе тие фаворитски улоги полека се бришат, односно со квалитетот, со начинот и со она што го гледаме на терен. Мислам дека тоа е се поизедначен и тоа е само една дополнителна убавина што го нуди ова светско првенство, затоа што гледаме дека буквално секој може да победи, а тоа е убаво за оние искрени љубители на фудбал што сакат да последат квалитетен фудбал и каде што никој однапред не знае кој ќе биде победник на надпревар. Би издвоили посебно некои играчи од кого очекувате допрева во текот на шампионатот да блесне повеќе? Па јас мислам дека Кристијано Роналдо, сите добро знаеме дека е еден од најдобрите светски фудбалери, но тој ја носи репрезентацијата на Португалија. Мислам дека останатите фудбалери добро знаат да го искористат Кристијано, зборам за Португалија, добро знаат да го искористат и селекторот добро знае да искористи улогата на Кристијано во својот тим, што е спротивно на Меси во Аргентина. Мислам дека главен проблем на аргентинците е што не знаат како да го искористат Меси во својата екипа и сето тоа резултираше со диаметрално спротивни резултати, Португалија позитивни, а Аргентина негативни. Очекувам лично Мбапе да биде фудбалерот кој ќе блесне на ова светско првенство, затоа што мислам дека има изворедни квалитети, а е ова негов прв настап на големо надпреварување и мислам дека тој е од оние фудбалери кои може да го одбележат ова светско првенство. Постигна еден гол сега против Перу, но очекувам далеку поголем учинок од него на домашните. Една од карактеристиките на ова светско првенство е воведувањето на VAR системот. Кој е вашиот став по ова прашање? Дали сметате дека треба да биде користен и дали носи добро за фудбалот воопшто?
Добро, во минатото сите бевме сведоци на оние судиски грешки кои или неправди кои нели беа составен дел од фудбалот и мислам дека кога тоа ќе се погледне некогаш е неправедно ако сте постигнале голот тој истиот да не ви биде признат. Но тоа од друга страна па не ја оспоруваше играта, немаше моменти каде што нели се чекаше на таа одлука. Мене ме радува што и тие сега моменти кога се го имаат добро тоа направено FIFA, односно судиската организација и не гледаме големи задржувања при застој при играта и тоа е добро за да не се оспорува, нели, да не се губи интензитетот на самата игра, затоа што знаеме дека фудбалот е составен дел прекини, корни, каде што фудбалерите нели немаат тајм-аути како во другите спортови, кошарка, ракомет, така да се она што не би ја успорило додатно играта, а е во корис на нели праведност, односно таа одлука да биде исправна, го поддржувам. Затоа што пак ќе кажам, не е фер, нели, првиот постулат на фудбалската игра е фер плејот, не е фер доколку некој постигне гол или не биде гол, а да му биде признат и обратно или било која одлука доколку е пенал или не. Вака имаат можност не само во делот од секундата, него и повеќе суди да проценат дали е тоа пенал, не е пенал и ја поздравувам искрено оваа. Го видовме пехот на Аргентина, меѓутоа имаше и други фаворити кои не се покажаа во најсветло издание на стартот на шампионат. Очекувате ли сепак да се кренат овие фаворизирани репрезентации и каков тек впрочем воопшто очекувате на светското првенство? Искрено Аргентина не очекувам да се крене после вакви два настапи, посебно после еден пораз како што беше вчерашниот и начинот на кој ја одигра кој го одигра на преорот, сега и ги читаме нели најавите доаѓаат од нивниот табор, и познат е нивниот темперамент дека знаат да бидат избувливи и со тоа што дополнително ќе нарушат и така лошата атмосфера во нивната репрезентација. Очекувам Германија затоа што они се познати по својот цврст менталитет, да одиграат најдобро што можат кога е најпотребно, но далеко од тоа дека ќе има лесна задача против Шведска. Очекувам Шпанија да биде на нивото на кое бе. Мислам дека таа селекторска промена не се одрази затоа што ги одигра доста добро, односно во нивни стил на преварите, така да Португалија носена од Кристијано Роналдо, знаеме на начинот на кој го освои европското првенство, без многу убавина во играта, одиграно на резултати подпрена на тие индивидуални квалитети и очекувам од Хрватска да продолжи само да не потегне на онај наш балкански менталитет и на еуфорија општа. И еуфорија сега да ги зафати дека веќе се светски прваци, но мислам дека нема да го дозволи затоа што има едно такво лошо искуство на европското првенство. Победија Шпанија, потоа испадна. Така да имаат одличен селектор, тактички безпрекорно ја води репрезентацијата и одлична репрезентација составена од нели фудбалери кои играат во Реал Мадрид, во Барселона, во Интер и кои имаат доволно освојувано европски светски титули на клубски план, така да мислам дека оваа генерација е созреана. Мислам дека одбранбениот дел малце е проблем на Хрватите, но тоа добро се покрива затоа што пак ќе кажам селекторот одлично тактички ја има поставено играта и како да ги сокрие своите слабости, што е доста значајно и очекувам од нив да стигне далеко на месец. Никако ми изгледа малку неправедно, меѓутоа затоа што веројатно не е било редот на оние најатрактивни репрезентации, сите ја подзабораваат репрезентацијата на Белгија во набројувањето. Па добро, репрезентацијата на Белгија е од оној тип репрезентации скриени фаворити и до сега имаше настап само против еден дебитант Панама каде што демонстрираше сила. И нивната офанзива е одлична, значи помогна нели Лукаку, Азар, Караско, Мартенс со Де Брујне и Вицел, тоа е одличен дел на одличен маневар што се вели во нивната репрезентација и ќе видиме како со посилни противници ќе се справи, затоа што мислам дека Панама беше една репрезентација која е дебитант и која самото учество е максимален дострел на таа репрезентација, но никако не смееме и да ги отпишеме, затоа што имаат квалитет, така да ќе видиме понатаму како се одвијаат. Ги прашуваме ова сите соговорници во овој наш мундијалски серијал.
Кој ви е личен фаворит на ова светско првенство и која репрезентација пак според составот и според тоа каков квалитет поседува би ја избрале да ја водите ви? Па добро, јас личен фаворит кога збориме за самиот светски трон би ја извел Шпанија, а симпатија имам спрема репрезентацијата на Хрватска и посакувам да стане и она светски шампион. Која репрезентација би сакал да ја водам, мислам дека сега тоа е малце неблагодарно. Покрај македонска. Нормално дека среќен сум што ја водам нашата репрезентација, бидејќи сум македонец, а кога веќе би можел да бирам, би ја избрал шпанската репрезентација.